Dobar ден. Јас се викам Јованка Михајловиќ и го предавам предметот Бизнис и предприемништво во 4-та година. Сум од Средното општинско училиште Јане Сандански. Денешната методска единица е дизајнирање и редизајнирање на предприемачкиот процес. По темата иновации, креативност, функционален предприемачки процес. Целите на оваа методска единица е да го разбереме предприемачкиот процес, да ја сватиме важноста на предприемничкиот часовник и секој негов час. Предприемачкиот процес не е праволиниски процес со свој почеток и крај, затоа што по завршувањето на крајот на процесот представува почеток на нов циклус на процесот. Таков предприемачки процес поттикнува иновација и постојано подобрување на производот и услугата кои ќе се продаваат од страна на предпријатието, како и во однос на деловните процеси во самото предпријатие. За опишување на целта на предприемачкиот процес, најдобро е истиот да се разгледува како еден часовник, а овој процес го нарекуваме предприемачки часовник. Предприемачкиот процес започнува од страна на предприемачот, кој всушност ги и управува стрелките на часовникот, движејќи се од еден на друг час од процесот. Почетокот на предприемачкиот процес е предприемачот, затоа што без него нема бизнис, а нема ниту предприемништво. Тој има предприемачки карактеристики како знаење, искуство, погледи кон светот, способност, креативност и ги користи за претварање на својата идеја во бизнис. Предприемачот со неговите знаења, вештини и искуства се наоѓа во механизмот на часовникот. Тој е двигател на часовникот. Доколку предприемачот не го подмачка часовникот, не го навие, ако го замислиме часовникот оној со навивање, тој нема да функционира како што треба. Да видиме како функционира тој предприемачки часовник. Од 00 до 1 часот е бизнис идеја. Бизнис идејата започнува од почеток. Од 00 или 12 часот трае до 01 часот од предприемачкиот час. Во овој час се раѓа бизнис идејата, идеите на предприемачот. Например, доколку одреден предприемач има знаење и искуство од уметноста, идеја за започнување на бизнисот може да биде отварање на уметничка галерија. И ако пак доколку лесно се снаоѓа со компјутери и дизајн на веб страници, бизнис идејата може да биде изработка на веб страници. Вториот час е од 01 до 02 часот и тоа се основачки дилеми. Ова е фаза на основачки дилеми кои се однесуваат на клучни прашања од кои предприемачот ќе мора да одговори, а од кои ќе зависи обликот и иднината на предпријатието. Тие дилеми се следните. Основачка дилема за основање на предпријатие. Дали да се отвори или да не се отвори предпријатие. Втората основачка дилема е за самостојност на основање. Дали самостојно да тргне во започнување на бизнисот или да се бара партнер уште на почетокот. Партнерите може да се искористат за зголемување на финансиски средства, за средства за започнување или пак за да се донесе знаење, вештини и искуство кој еден предприемач ќе нема. И доколку има соосновачи, какви ќе бидат односите, нивните улоги и кои ќе бидат нивните награди, кој зашто ќе биде одговорен, кој колку ќе добие од колачот на предпријатието кое се раѓа. Од 2 часот до 3 е генерирање на бизнис модели. Повеќе бизнис модели за бизнис идеите кои ги има изберено во првиот час во оваа фаза од предприемачкиот процес, предприемачот развива еден или повеќе бизнис модели. Бизнисот постои само кога ќе има купувачи за производите или услугите. Од 3 часот до 4 часот е тестирање на претпоставки. Е фаза на тестирање на претпоставки на бизнис моделот. Во оваа фаза се она што ќе се открие дека не е добро или воопшто не е потребно, се отфрла и заменува со нови содржини се додека не остане бизнис модел за кој е докажано дека може да работи профитабилно. Тестирањето се изведува преку купувачи. Од 4 часот до 5 часот е започнување на бизнис.
Предприемачот е сигурен во можностите на бизнис моделот, односно за одржливоста и потенцијалот за раст на бизнис моделот, и затоа тој е спремен да го притисне копчето старт за започнување на бизнисот. Тоа значи дека бизнисот ќе се легализира, ќе влезе во правниот систем на државата, ќе започне со официјална работа. Во оваа фаза се подготвуваат документите, се отвараат сметки, се добиваат потребни дозволи и одобренија за работа. Се отвараат вратите на предпријатието. Од 5 часот до 6 часот е финансирање. Бизнисот е веќе реалност и затоа се потребни финансии. Се зголемуваат трошоците за работа и секој месец треба да се обезбедат пари за плати, плаќање на придонеси, наемнина за канцеларии, наемнина за продажни простории, за репроматеријали, за опрема, за производство, за се што е потребно за непречено одвивање на работата на бизнисот. Во оваа фаза, предприемачот се труди да дојде до финансии кои ќе обезбедат непречено функционирање на бизнисот. Од 6 часот до 7 часот е производството. Со обезбедување финансии за нормално функционирање во оваа фаза од започнување на бизнисот, предприемачот навлегува во 7-миот час од предприемачкиот часовник, а тоа е производството. Односно обезбедување дека производите и услугите ќе им бидат достапни на купувачите на пазар. Вложените финансиски средства се трошат, а производот или услугата е спремен за продажба на купувачите кои се подготвени да платат за него. Оваа фаза не значи само производство на физички производи, туку и дефинирање на производство, односно добивање на услугата. Всушност, во оваа фаза се занимаваме со оперативните функции на предпријатието. Од 7-миот до 8-миот час е маркетинг. Поминување во 8-миот час од предприемачиот часовник го потенцира значењето на маркетинг. Маркетингот е постојано активен во определени делови и сегменти на претходните часови од часовникот, но сепак мора да биде потенциран како еден од најважните елементи за успехот на еден бизнис. Постојана анализа на пазарот, привлекување нови купувачи, развој на нови производи, контакти со купувачи, одржување на дефинираните односи со тие купувачи, слушање на купувачите и така натаму се само дел од активностите кои ќе се спроведуваат во еден бизнис и ќе бидат одговорност на маркетинг. Од 8-миот до 9-тиот час е продажба. Во 9-тиот час целиот фокус се става на продажба, односно искористување на маркетинг активностите од претходната фаза, за да се зголеми продажбата, со тоа и свежи приходи во предпријатието, со што ќе се обезбеди нормално функционирање на истиот, но и подготовка за следната фаза, која ќе значи прв раст на предпријатието. Од 9 до 10 часот е екипирање и градење на тим. Со растот на бизнисот и растот на побарувачката, предприемачот навлегува во една нова фаза од предприемачкиот процес, наречен екипирање и градење на тим или започнување на 10-тиот час од предприемачкиот час. Луѓето веќе стануваат вистинска потреба во бизнис. Предприемачот и основачите не можат сами. Мора да се започне со ширење на бизнисот преку зголемување на бројот на вработени. Кои вработени ќе бидат дел од предпријатието? Какви вештини се потребни? Како ќе се врши селекција? Или кои извори на потенцијални вработени ќе се користат, се само дел од прашањата на кои ќе треба да се даде одговор во оваа фаза од предприемачкиот час. Од 10 до 11 часот менаџмент. Но зголемување на бројот на вработени и растот на бизнисот го носат предприемачот во започнување на 11-тиот час од предприемачкиот часовник, а тоа е потребата од менаџмент. Тука веќе се интегрираат повеќе претходни фази од процесот преку планирање, организирање, раководење, екипирање, мотивирање и контролирање. Ова е една сосема нова фаза од предприемачкиот процес, во кој предприемачот мора да започне да делегира дел од сопствените досегашни одговорности со цел да продолжи растот на бизнисот. И последниот час од 11 до 12 е лидерство. И на крајот од процесот, но со часовникот, е 12-тиот час кој се фокусира на лидерство, веќе не е доволен само менаџмент. Потребно е силно лидерство, кое ќе обезбеди
дека клучните човечки ресурси ќе бидат фокусирани кон реализирање на поставените цели на предпријатието. Завршување на 12-тиот час представува почеток на нов предприемачки процес, односно циклус. Една од основните задачи на предприемачот е постојано да иновира и постојано да го подобрува својот бизнис, за да остане на вистински патот кој единствено води кон успешност. Секој час од предприемачкиот часовник представува посебен вид на процес кој има своји подпроцеси. Например, во првиот час, кога станува збор за бизнис идеи, може да имаме процес на генерирање на идеи, процес на складирање, на генерирање идеи, процес на анализа на идеи, процес на избор на идеи, за имплементација и така натаму. Сите овие процеси треба да бидат дефинирани и мапирани во еден диаграм на процеси за секогаш да се знае што треба да се прави кога ќе се активира часовник. И на крајот од ова предавање ќе ви дадам една вежба да направите интервју со предприемач во вашата средина, може членови од семејството, комши, пријатели или било кој познаник, поставете му прашања кои ќе ви помогнат да го направите предприемачкиот часовник. Треба да му ги поставите вистинските прашања, подгответе се добро за интервјуто. Врз основа на добиените одговори, објаснете го предприемачкиот часовник, потоа што предприемачкиот процес на бизнисот од интервјуто што ќе го направите со предприемачот. Ви благодарам на вниманието.